Океј, дечки, како да останеме фокусирани на целите? Тоа ќе е темата за денеска. Ќе почнам прво со нешто што денеска го размислував. Сакам да го споделам со вас, па после тоа ќе почнеме на таа тема. Целите се многу важни. Целите се опстанок. Дечки, целите се опстанок. Билјана, Катерина, Тања. Океј. Нешто што сакав да го споделам со вас е како да си ги имаме сопствените мисли прво. Многу важна работа е, за да имаме сопствени цели, мора да имаме сопствени мисли. Без сопствени мисли нема да имаме сопствени цели. Ако немаме сопствени цели, нема да останеме фокусирани на сопствените цели. Но се почнува како да дојдеме до сопствена мисла. Видите, ако имаме сопствени цели кои што ги сакаме, ќе опстанеме и ќе ги креираме постојано целите кои што ги сакаме, нели? Ама мислам дека проблем кај луѓето е поголем како да имаат сопствени цели, како да дојдат до сопствени цели. И мислам дека тука е поголемиот проблем. Дијана, Наташа, Лиле, поздрав. Прво нешто за кое што сакам да зборувам денеска е како да имаме сопствена мисла и како да немаме наметната мисла од другите луѓе, затоа што гледате, ако немаме сопствена мисла, ако немаме сопствена идеја, ако немаме сопствена цел, нема да останеме фокусирани на неа, затоа што ќе ни биде тешко да останеме фокусирани на неа, од едноставна причина, затоа што ако неа сакаме целта, нема да останеме фокусирани на тоа. Зашто? Затоа што не остануваме фокусирани на нештото што не го сакаме. Кога имаме љубов кон нештото, остануваме фокусирани. Ако немаме љубов на нештото, не остануваме фокусирани едноставно. Е сега, ќе имаме љубов за тоа што за играта за која што ние ќе одбереме да имаме љубов, ама мислам дека проблемот е како да имаме сопствена мисла. И ако разбереме како да имаме сопствена мисла, мислам дека ќе разбереме како да останеме фокусирани на целта. Е сега, како да останеме фокусирани на целта? Ако имаме сопствена мисла, ако имаме сопствен идентитет, ако имаме сопствени емоции кон целта, тоа ќе биде добро, затоа што едноставно ќе имаме сопствени игри, ќе имаме фокус, затоа што ќе ни даде самата цел ќе ни даде задоволство. Ако имаме туѓи цели кои што не ни даваат задоволство, не можеме да остануваме фокусирани, поради тоа што ќе бараме цел која што ќе ни даде задоволство. Но затоа и кажувам, многу е важно во овој сегмент мислам да објаснам дека поважно е како да имаме сопствена мисла. Како немаме сопствена мисла? Сопствената мисла доаѓа од контрола. На што? Контрола на нашиот живот и на нашата околина. Затоа што ако немаме контрола, нема да имаме одговорност. Ако немаме одговорност, нема да имаме сопствена мисла. Сакам ова да го разложам и да го објаснам, затоа што мислам дека е поважно нешто. Значи, контролата е еднакво на одговорност, одговорноста е еднакво на сопствена мисла. Како немаме сопствена мисла е ако немаме контрола, ако немаме контрола немаме одговорност, ако немаме одговорност немаме сопствена мисла. Ајде да дадеме пример за ова. Имате некој човек кој што нема контрола врз својот живот. Имате некој човек кој што контрола врз неговиот живот има повеќе таткото или мајката или гледате, таткото и мајката обично имаат поише контрола. Сакам да кажам, може свекрвата има контрола врз нејзиниот живот, ама свикам после тоа ми викам, свекрва некаде има контрола врз нејзиниот живот, затоа што она неќе да даде контролата на свекрвата. Гледате колку интересно е. Сега сам шум текнат. Ако размислите, снаата неќе свекрвата да има контрола врз нејзиниот живот и затоа она сака да има свој став. Обично ќе видите дека снаата нема наметнати мисли од свекрвата. Интересна работа е. Ама од кој ќе има снаата наметнати мисли? Од мајки. Детето нема да има наметнати мисли од дедо му, ќе има наметнати мисли од татко му. Зошто? Стварно, ајде да оставиме како теза на размислување. Мислите ли дека снаата ќе има наметнати мисли од свекрвата? Па, не ми некако не ми иде. Не сум видел. Може да има, ама ај размислите зошто, тоа е добро. Добро е дека снаата нема наметнати мисли од свекрвата. Ке речеш, сега ова за свекрвата може би не е добро, се кажа, што збориш, ај прекини со лајвов, затоа што може свекрва сака да наметне некои мисли кај снаата, ама снаата не се дава. Снаата сака да има своја контрола, затоа што неќе да ја пушти контролата и сака да има сопствени мисли и
сака да има собствена одговорност и така натаму, ама обично ние ги добиваме мислите наметнати од кого? Ајде да размислиме. Дали не ги добиваме повеќе од тато и од мама? Обично. И сега ќе видиме една работа, дека ако имаме наметнати мисли од тато и на мама, најмногу, ајде да видиме зошто имаме наметнати мисли од тато и на мама. Затоа што гледате, ако тато и на мама ни наметнат мисли, може тато и мама да ни наметнат и цел. Синко, вработи се таму и таму. Ке си тече платичка, ке си зимаш тоа. Наметната мисла е. Сино вика, да, мамо, управо си. Тато, управо си. Така, сега, ако дедо му каже, слушај, ти бојде таму и таму да вреш, сега чекај, бе, ти ли ке ми кажеш мене што да правам ја? Па ја знам. А може би он не знае, зашто татко му знае за него, и може би затоа што мајки знае за неа, и она има наметнати мисли поради тоа што дала контрола во некој сегмент од нејзиниот живот на кого? На најблиските. Како даваме контрола, а со тоа и даваме одговорност врз нашиот живот, на тој начин што гледате, не сакаме да имаме одговорност за некоја сфера врз нашиот живот. Почнуваме дека не сакаме да имаме одговорност врз, ајде да кажеме, детево не сака да има одговорност врз неговите финансии, кога е помлад, и се вика ќе зависам од тато и од мама. Ама гледайте, кога луѓето зависат од тато и од мама за финансиите, тато и мама има дозвола да им кажат што он треба да мисли и како он треба да мисли. И не дека ќе кажат лоша сугестија, да се разбереме, не тоа поентата. Поентата ми е да објаснам како човекот да биде самостоен, како да се пресече па почната врска помеѓу синов и таткото и мајката или помеѓу ќерката и незината мајка и татко. Така, сега. Поентата што ми е? Поентата ми е дека ако ние не преземеме контрола врз нашиот живот, во сите сегменти од нашиот живот, нема да преземеме одговорност. Ако не преземеме одговорност, нема да земеме мисла врз нашиот живот. Ајде да се вратам на мојот пример и може би размислував зошто јас и како јас дојдов до под сите притисоци на тато и на мама да бидам доктор или да бидам музичар, да бидам мотивацијски тренер. И сватив, сабајлево размислував на тоа, и сватив една работа. Сватив дека мене Америка ме спаси. Ќе ви кажам една работа. Америка ме спаси затоа што на 17 години отидов на Америка, тие што ми ја знаете приказката супер, тие што не ја знаете ќе повторам, можеби сум досаден, а ми имам поента со ова. И на тие 17 години кога отидов таму и на 18 години кога почнав да работам, почнав да ја губам контролата врз која што имаат татко ми и мајка ми, затоа што гледате, ако мајка ми и татко ми ме финансираат, тогаш ќе имаат право преку таа линија на финансии да пратат и комуникација. Ме разбирате? Влијание. Затоа што човекот сакал најќел кога е под доминација. Ајде да речеме наједноставна е финансиска доминација. На некој човек кога финансиски ни помага, тогаш на таа линија на финансии он ќе ти пушти 100, ама ќе ти пушти и сугестија. Ќе ти пушти 200, ама ќе ти пушти сугестија. Ќе ти пушти 2000 дарки, ќе ти пушти сугестија. Сега, со таа сугестија, ти затоа што фактички не си одржал контролата од тој сегмент на твојот живот, не одржуваш одговорноста од тој сегмент од твојот живот и не одржуваш собствената мисла. Ете, собствената мисла не е лесно да се одржи, ама почнува со собствена контрола врз собствениот живот. Ама на таа контрола мора да се додаде и одговорност на собствениот живот. Затоа што фактички ние немаме контрола ако немаме одговорност врз собствениот живот. Човеков може да рече, ја ќе сум самостоен, не ќам тато и мама нишо да ми направат, ама глупости прави у животов, затоа што не е одговорен. Тоа е добро што сака да има сам контрола, ама не сака одговорност. А како ја гледаме дека нема одговорност, прави неодговорни работи, не, ќе остане до пеца бајле, ги троши париве на алкохол, по диско, по шо и да е. Мајка му татко му гледа дека нема одговорност заедно со контролата и одеднаш се губи, повторно ќе дојде влијание. Гледате, повторно ќе дојде сугестија, повторно ќе дојде влијание од некого. Сега, ако имаме ние контрола и одговорност во нашиот живот, со други зборови околината ни дава право да имаме на собствена мисла. Интересно е. Кога човекот има контрола и одговорност, човекот има право, самиот си узима тоа право. Фактички не му давам право на друг да ми се меша во мојот живот, ама човекот и нема да се меша во нашиот живот кога ние ќе видат дека имаме контрола и одговорност врз нашиот живот. Затоа што ако видат дека имаме контрола и одговорност врз нашиот живот, човекот, луѓето околу нас автоматски викаат овој мора да има добри мисли.
Ме разбирате? Ако ние немаме контрола и одговорност во нашиот живот, околината вика овој не ке да размишља како што треба. И ако размислиме, може би е логично сето тоа. Ако некој човек не покаже дека он има контрола и одговорност, имате некој човек кој што по цело време лежи, кој што е по цело време мрзлив, кој што мајка му чисти, кој што мајка му готви, кој што не знае да си испегла кошула, кој што не знае да си изготви храна. Така? И на сето тоа нема работа. Ама има 30 и кусур година, ке нас се више 30 кусур години, во Америка треба да кажам 20 кусур години и нема више работа, тоа е катастрофа, да? Ама поентата ми е дека ако ја нема таа работа и ако не знае како да обстане, околината свика овој неке да има добри мисли. И сега ако затоа што ние покажуваме какви мисли имаме, врз база на тоа колкава контрола и одговорност врз нашиот живот имаме. Ама почнува со контрола и со одметнување на одговорност во нашиот живот. И ако ги немаме тие, ако не ги демонстрираме, ако не ги покажеме, околината ќе ни наметне цели. Фактички ние ќе бидеме у конфузија. Гледате, мислам дека целта за нашиот живот се искристализирува кога човекот ќе демонстрира компетентност во сопствениот живот. Зборам за компетентност на минатиот лајф. Ајде замислете го дека мислата е централниот дел и целта која што треба да излезе од нас е централниот дел на нас. Таа нема да излезе од неконтрола и неодговорност. Никогаш. Убавата мисла, визија и цел, која што е креативна, конструктивна, која што ќе сакаме да го држиме вниманието, доаѓа од претходно ако демонстрираме контрола врз нашиот живот, ако демонстрираме одговорност врз нашиот живот, и врз база на тие две работи дојде идеја зашто е тоа што сакаме да го работиме. Може да почне и обратно, може да речете, оке, имам мисла, сакам да ја контролирам таа мисла, сакам да имам одговорност за тоа, да се изборите за тој ваш простор, и точно е. Може таа мисла да ја заштитите, може таа мисла да обстане како ваша мисла со која што ќе бидете заљубени у таа мисла, во вашата цел, во вашата визија ќе бидете заљубени. Зошто? Затоа што дошла од ваша контрола и ваша одговорност. Ама ако ја немаме, и ако не ја покажеме таа контрола и одговорност, нема шанса да излезе наша мисла. Пример да ви дадам во секојдневниот живот, може би имате некое дете кое што, не го контролира собствениот простор. Му го дава тој простор тато и мама да се мешат. Или може имате некоја девојка каде што мајки и татко и се мешат во нејзиниот брак и она го дозволува тоа. Разбирате, го дозволува тоа. Затоа што не може да има она контролата, не ја прави одговорноста, мамо и тато полека, јас во мојот брак знам што треба и како треба да биде, сега малку полека, поради тоа што ја и сопругот ќе ја справиме работава. Кај вие сега? Знам дека имате добра намера и добра идеја, но малку пополека, затоа што гледате, она ја контролира се сферата, она го контролира просторот. Она почнува да има одговорност за својот брак, затоа што ја гледа мажот на страна и вика, вау, глеј, затоа што може татко и мајки го напаѓаат зетот, сопругот нејзин, и се она вика, полека малку. Јас стојам зад него. И мислам дека тоа е окей што и како сакаме да го направиме нештото. Знам дека имате добра сугестија, знам дека имате супер намера за нас, ама овие работи се за нас, за ние да ги избуткаме и за ние да ги изгрешиме ако треба. Мислам дека нема да ги изгрешиме. И сега што се случува? Она почнува да има контрола врз нејзиниот живот. Она почнува да воведува одговорност за нејзиниот живот. Гледате една интересна работа. Она ќе почне да има своја мисла за сопствениот маж. Ќе почне да има собствена мисла за сопствениот маж. Имате луѓе, имате жени кои што немаат собствена мисла за сопствениот маж. Од кого и се наметнати мислите? Од мајки и татко, од другарките. Другарките и кажуваат што она да мисли за мажот, мајки и татко и кажуваат што она да мисли за мажот, ама како да она има собствена мисла за сопствениот маж? Контрола и одговорност прво. Знаеш, дај мојот простор е ова. Не ми се мешате у мојот простор. Полека малку. Мамо и тато. Океј, јас сум го одбрала, сопругот мој, веројатно сум знаела, поише од вас го знам, може би грешиме, океј, ама јас сакам вие да не оставите простор, ама вие не знаете, бре деца, ама ти бе керко шо гледаше, бе кај бе ти зборев цело време. Цело време ти зборев. Еве ќе дојде на мој. Ќе те остам, сгреши, ќе видиш.
Ке се вратиш дома за година ден, максимум ти давам година ден. Ова се уплашена. Си вика, леле, дома нема да ме примат. Шо овој, ми ше усомнеш со уводност на мажот. Си вика, леле, сега шо да правам? Кај тато и кај мама, да одржувам релации, затоа што може, стварно нема да успее со момчево, па после тоа може нема да ме примат и они дома, шо ќе правам? Ќе го изгубам сојузништвото со нив. Ама тука мора да покаже храброст и да рече, чекај, окей, на крај крајшти ништо да не излезе и да не испадне ништо со мојот сопруг, па ја можам сама да обстанам. Не, она може да ми рече, слушај, ве разбирам, не мора да ме примите назад, не да Боже да дојде до тоа, ние работиме да не дојде, ами да дојде, не морам да се вратам кај вас, не сакам да се вратам кај вас, искрено да ви кажам. Затоа што многу ми се мешате у мојот живот. Okay? И она почнува да го заштитува својот простор сега. Вау! Татко и мајка вика, видија бе? Видија своја глава. Не, своја глава да. Почнува да станува своја глава, затоа што почнува да го контролира просторот, почнува да го заштитува својот простор, почнува да става одговорност. Океј, почнува да прават муабет за сите проблеми со својот сопруг, почнува да комуницираат, едноставно се соочуваат со проблеми, ги контролираат сферите. И он почнал и неговата татко и мајка да не се мешаат у браков. Вау! Перфектно! Што се случува? Он има мисла за неа, она има мисла за него. Нивна оригинална. И сега имаат своја цел. И сега имаат цел која што им е важно да успее, затоа што нема влијание на околината. Ете, целта у која што сме заљубени и која што треба да ја буткаме, мораме да ја заштитиме од влијание на околината. Таа е таа цел у која што ќе останеме заљубени. Зошто? Затоа што за таа цел сме работеле. За таа цел сме се вложиле. За таа цел сме ставиле нешто на ризик. Што ставила девојкава на ризик? Мајки и татко и може нема да ја примат назад. Супер. Ставила нешто на ризик. Прв пат собрала храброст да им каже љубезно не. И он прв пат собрал храброст да им каже љубезно не на неговите родители. Вау! Еден со друг се сега споени. Немаат бродови кои што знаете тоа со бродовите. Има Херман Кортес 1517 година отишол од Шпанија да го освои Мексико со 3 брода тргнал и кога дошле Херман Кортес освојувач од Шпанија и бил пратен да го освои Мексико, тогаш биле ацтеки, нели, ацтекската култура таму и кога дошле бродовите во Мексико, излегле сите војници и Херман Кортес ги викнал своите капетани, секој од тие тројца капетани на бродовите им рекол запалете ги бродовите. И овие го погледнале, вика, ама како да ги запалиме ако изгубиме, нема со што се вратиме у Шпанија. Е, вика, баш заради тоа. Вика, за да не изгубите, запалете ги бродовите, за да немате опција да се вратите у Шпанија. И сега што направиле Снава и што направил Зетот? Ги запалиле бродовите, малку, знаете, ги тргнале влијанијата од луѓето околу нив, почнуваат да имаат свои идеи. Почнуваат да имаат свои мисли. Разбирате? И почнуваат да имаат своја цел. За целта, у која што ќе сме добри, барем јас така мислам, мора малку да падне жртва, луѓе. Мора да падне жртва. Ја знам колку жртва јас сум дал за мојата цел. Оваа цел, да сум овде со вас, е одбрането. Од кого е одбрането? Одбрането од Звонки од Данче. Одбрането од пола од моја фамилија. Затоа што сум имал притисоци да си продолжам да бидам доктор по медицина и да работам на клиника. Тоа беа притисоците кои што јас морав да ги избуткам за да останам у контакт со мојата идеја. И ја од мој аспект мислам дека тоа е одговорност, затоа што сум го направил тоа на одговорен начин, сум го направил тоа да имам квалитетни лајвови, сум го направил тоа да едноставно да сакам да го правам ова што го правам тука. Сум се посветил на таа цела. Што тоа значи? Дека сум ја одбранил од некого. Сум ја одбранил од нешто. Значи, мојата мисла јас морам да ја одбранам. Многу е лесно човекот да потпадне под влијанија и да потпадне под сугестии и потпадне под некој тип на уцени од околината. Слушај, ама, за да имаш полесен живот, ке ти купиме количка, ке ти купиме стан. Ама ке купат стан. Ама тој стан нема да го има мислењето на зетот. Нема да го има мислењето на зетот. Мајки и татко го купиле станот,
Зетов е безгласна буква устанот, не дека така мора да биде, да се разбереме, не секогаш е така. Ме разбирате? Ама тоа се притисоци каде што можеби она не сакала да рече и боле да си купиме ние стан, ќе си земеме кредит, ќе го отплаќаме кредитот, ама е наш стан. Ме разбирате? Ваш стан, ваша контрола, ваша одговорност за вашиот живот. И сега, затоа што не ги примиле парите од мајки и од татко, затоа што имате многу често ситуации, пак кажувам, не се ова сите ситуации, има исклучоци секогаш, имате ситуации каде што ќе дојдат финанси, ќе дојдат на некој начин, чекај поклон да ти купам, чекај ова да ти купам, чекај она да ти купам, и однаш гледате дека внатрешната јачина на тоа битие, ова е моје видување, може да сум грешка целосно, почнува малку да заслабува. Зошто заслабува? Баш затоа што нема контролата врз сопствениот живот. Многу е поубаво да се одработи сопствената цел со сопствен труд, отколку да се иде по линија на помал отпор. Затоа што по линија на помал отпор, сакале не ќеле, ќе мора да прифатите некои сугестии, затоа што ќе ви биде глупо да не ги прифатите, затоа што некој ви ја финансирал целта. Мислам, може да има луѓе што ќе ви ја финансира целта и да не ви се мешат у целта. Тоа е супер, благодет. Одлично, направете го тоа. Имате луѓе кои што ќе ви ја финансираат целта, односно ќе ја финансираат вас и на тој начин ќе финансираат да не ја избуткаш целта која што ја сакаш ти. Ова го зборувам од моje лично видување и мислам дека татко и мајка ми сакале да ми помогнат само. Значи тоа биле луѓе кои што сакале јас да имам по-лесен живот, да не се мачам, така ми вика. Да не се мачиме сакаш. Сакаат, окей, знам, но мислам дека ако се мачам за сопствената цел, ако се излактам за сопствената цел, мислам дека ќе поише ќе сакам сопствената цел и мислам дека ќе имам поише контрола и ќе имам по-интимен однос со таа моја цел. Затоа што е моја. Затоа што не е наметнат од некој друг човек, затоа што знам колку сум се изборил за таа цел и нема да сакам да ја пуштам таа цел. Ме разбирате? Ама, ако немаме нешто што ќе го одбраниме, и сега глуп збор е овој да го одбраниме, затоа што имаме луѓе кои што суштина родителите имат добри намери за децата, ама може би треба само да се увиди фактот дека секој едно дете, може би кај нас ќе мислат луѓе, леле, син ми на 17, 18, 19 години, зашто во Америка ако отидов на 16 години, деца работе, ако се треба, размислува вестници, си викам, што име на деца? Тетка ми погледна вака попреку, вика, како мислиш што име? Па деца си заработуваат, викам, па зашто не им дават родителите пари? Ме гледа тетка ми вака, викам, затоа што вие у Македонија, вика, у Југославија, сте научени, вика, родителите да ве финансираат, тука не е така, жаки. И почнав да викам, чекај, зашто? Затоа што на мојот другар, татко му беше милионер, мојот другар косеше треба викенди. И мислам дека тоа е некако здраво, не знам како да кажам, мислам дека е убаво да можат луѓето од млади да се изборат за тоа кое што го сакаат, но многу често имаме скриени влијанија од околината. Па, како да ви кажам, мислам дека и најдобра намера. Така да, поентата ми е дека некогаш имаме идеја каде што ќе имате некој човек кој што сака да помогне. Ама зашто? Како сака да помогне? Синот и ќерката сака да не страдаат, сака да не се мачат многу. Ама ја мислам, моје видување дека луѓето кои што малку ќе се измачат за својата цел и кои што малку ќе со своји работи ќе дојдат до тоа што го сакаат, се луѓе баш кои што остануваат подолго со целта и кои што баш развивајќи го карактерот и развивајќи го тој ментален склоп, прво знаат точно што сакаат, искрено да ви кажам. Затоа што сум видел луѓе кои што многу им било помогнат од страна да у суштина не знаат што сакаат на крај. Затоа и го дојав до ова мислење, ајде така да го кажам. Затоа што сум видел дека луѓе на кои што им е многу помогнато во животот, дека ајде како да кажам, дека не се научени на таа борба за сопствената цел. За да човекот граби, за да едноставно биде во надпревар со универзумот и да знае и да зацврсти. Затоа што на луѓе кои што премногу им е помагано од други, од страна,
Мислам дека го немаат изградено тој внатрешен цврст карактер од кој што излага цврста мисла. Непоколеблива мисла. Ме разбирате? Непоколеблива мисла. Исто е и со човек кој што е јак, ајде да кажеме вака. Сте виделе човек кој што не сака да излезе со некое друштво у кафана кој што едноставно не му е друштво. Ме разбирате? Не сака да излезе со тие луѓе. Зашто? Не сака да излага со тие други. Едноставно не му е интересни муабети што ги прават, ги надминал тие муабети. Ги надраснал муабети кои што се кафански хаха хихихи, оној што направи, оној со онаа, ти знаеш ли онаа, каде со кој со еден куп муабети, така? Ги надраснал тие муабети. И тој човек кој ќе се отиде сам у кафана или ќе се отиде со уште некој пријател у кафана, не мора да се група. Мислам дека тој човек има основа за појака мисла самостојна отколку некој кој што мора да биде у друштво за да не го зборат, за да не е он на тапет, затоа што тој веќе е под притисоци на околината. Ето човекот мора да се излакта со притисоците на околината. Затоа што мислам дека така се моделира карактерот. Затоа што друга страна, ако имаш човек кој што леле да не ме зборат, кидам таму со нив. Ајде ќе дојам па и он ќе ги збори другиве, па и ќе се оговараат секој со секого. Тој човек тешко ќе му биде ако нема помош од многу луѓе. Затоа што не е научен во животот да го добие нештото со сопствен труд, сам, со знаење, со упорност, со борба, затоа што кога човекот тоа ќе го направи, што се случува? Почнува да нема е многу важно што околината ќе каже за него. И под околината мислам и на тато, и на мама, и на пријателите, и на колегите, и на светот, и на општеството, и на градот, и така натаму. Затоа што он го изградил твој внатрешен карактер. Он заштитил нешто. Сватил колку е важно да се заштити сопствената мисла. Тоа е сопствениот идентитет, тоа е сопствениот карактер. Така се заштитува. Ке кажам сопствената мисла, мислам на нашиот идентитет, кој што сме ние. Ама ако имаш човек кој што ќе подлегне под општеството, под околината, под влијанието, на секој кој што кој ми леле, ама што ќе кажат комшиите, ама оној најде подобра работа од тебе. Па за тебе, синко, не можеш да најдеш. Па ти беше најдобар у класот, најдобар у генерацијата, свети беа пет, абе оној да најде подобра работа од тебе. Абе ми се смеат комшиите. Тој, ако подлегне на тој муабет, тој цело време ќе го подлегнува под муабетот на тато, ма вака ќе го шамарат, бам, 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 бам. Своje мислење, никако. Не сме. Зашто? Зашто е многу важно, чекај, леле, мајка ми да не разочарам, татко ми да не го разочарам, па ќе им се смеат пријателите, па пријателите ќе ги зборат нив. На нив им е незгодно кога ќе отидат кај комшиите, затоа што ја не сум тоа што они мислат дека треба да бидам, затоа што комшиите мислат дека ја треба да бидам тоа што треба да бидам и така натаму. Катастрофа. Катастрофа. Јас ке сум тоа што јас сакам да бидам. И за ти, да кажем една работа. Работиме некојаш мораме да се ги добиеме не со карање, не со викање, не со тепање, не со со внатрешна јачина на тоа дека слушате, ова е нешто за мене, ова е нешто што е мое. Ама прво, за да го имаш твоето мислење, да го имаш твојот карактер и твојата мисла, мора територијата да ја одбраниш од окупација. Од кого? Од родителите, од роднините, од пријателите. И мора човек да е на стражата. Знаеш, затоа што у суштина едноставно ти узурпираат простор и ти мора да речеш, слушај, не, ова, не, ве разбирам, ама јас тоа не сум. И ќе ти кажат 100 пати, ќе почнеш ти едноставно да речеш, слушај, не ми се свиѓаат овие муавети, кога ќе се сменат, ќе продолжиме се дружиме, ама се за се стварно ми е непријатно, ама ви благодарам, знам дека имате добро мислење за мене, ама јас ја бранам мојата територија. И кога ќе почнеш да ја браниш твојата територија, некојаш ќе бидеш сам, затоа што луѓето сака да направат контрола скриена. Како? Нема да те дружат, нема да ти дават привилегии, едноставно ќе станеш осамен некојаш. И баш мислам дека луѓето кои што ги имале тие битки и се ја освоиле својата територија, одбраниле својата територија од окупација на други мисли и на друга контрола, мислам дека баш тие знаат колку вреди слободата. Тие луѓе знаат колку вреди сопствената мисла, колку вреди сопственото ја. Затоа што едноставно се избориле за тоа. И ќе чуваат. Затоа што е нивниот идентитет.
затоа што едноставно можеле да кажат не во многу ситуации. И ако не можеме да кажеме не, затоа што гледате, луѓето имаат идеја, ама ако ја не го прифатам тоа што мајка ми и татко ми го сугерираат, ќе мисла дека не ги почитувам. Не е така. Ние можеме да ги почитуваме нашите родители, нашите блиски, иако останеме на својот пат. Можеме многу љубезно да им кажеме: тато, мама, ја, татко и мајка ми многу ги сакав, многу ги ценев и ми фалат. Но не можам да си го дозволам тоа да не бидам ја. Затоа што едноставно знаев дека сакам да го правам ова што го правам сега. Но сум бил у прекрасни родители кои што ме научиле на прекрасни работи и пак ќе кажам, најубавиот ден во мојот живот беше кога татко ми се у Америка, вика: или враќај си, ја немам веќе пари да те финансирам у Америка. И на минус 20 излегов да барам работа. И ја најдов. И тоа беше пресвртница во мојот живот, затоа што знаев дека колку на минус 20 да барате работа, да идете секој ден после школа на работа и да работите и да едноставно е нешто кое што е важно за вас. Знаеш, кога ќе одработите таа работа, кога ќе едноставно кога ќе сакав да бидам во Америка. Ама гледате, сакав да и останав во Америка и можев сам тоа да го на некој начин поднесам. И она што се случи е почнав да градам сопствена мисла. Ама мислам дека сопствената мисла доаѓа од кога ќе имаме одговорност и храброст да имаме сопствен живот. И се додека тоа не се деси, мислам дека тешко ќе бидеме фокусирани на целта. Затоа што наместо да сме фокусирани на целта, ќе бидеме фокусирани на околината, ќе бидеме фокусирани на кој што ќе каже, ќе бидеме фокусирани на кој што рекол, затоа што кога ќе се изборите за својот живот, имате одговорност за својот живот, за својата контрола врз сопствениот простор, нема шанси да дајете сопствената мисла. Никад. Мислам дека човек кој што не е изборен и нема контрола и одговорност за сопствениот живот, туку подлегнува под влијание на околината, тешко му е да има сопствена мисла. И заради тоа не е фокусиран на таа мисла и не е фокусиран на таа цел. Моje мислење, американците викаат my 2 cents in 2 minutes, моите 2 центи, моите 2 денара за 2 минути, сакам да кажам, моje размислување ова кратко време. Идејата ми дое са бајле. И мислам дека на тој начин се гради сопствената визија, сопствената цел и сопствената мисла, затоа што тоа доаѓа од сопствен живот. Ама сопствениот живот доаѓа од сопствен труд и сопствениот живот доаѓа од демонстрација на компетентност, дека можеме да обстанеме сами. Не значи дека не треба да прифаќаме помош, не значи дека не треба да даваме помош. Напротив, во моите лајови многу често зборувам дека мораме да даваме помош и да прифаќаме помош, ама мора исто така и да знаеме која помош е пропратена со скриено влијание, кое што може да допринесе да ја загубиме малку контролата врз нашиот сегмент и нашиот живот. Така да мораме да примаме помош, но исто така мораме и да бидеме доволно храбри и јаки да некои работи и некои битки ги одработиме сами. И кога ќе ги одработиме сами, некои работи и некои битки, тогаш ќе имаме сопствена визија и сопствена мисла. Кога ќе имаме сопствена мисла, ќе имаме сопствен фокус врз таа мисла, поради тоа што е у наше власништво. Мислата која е у наше власништво, сакаме да се бориме за неја. Затоа што е територија која што е нелесно освоена. Ама таа територија се викаме ние. И секој еден од нас, барем јас, мислам дека уште поубаво ќе ужива во својот живот, кога ќе почне да размислува на контролирање на сопствената територија со сопствена одговорност, за да може да си дозволи да има сопствена мисла. Но ќе видите дека луѓето во околината, кои имаат премногу влијание, кои што се поводливи, немаат своје ја, немаат сопствен живот, ќе видите дека тешко го контролираат својот простор. Затоа што дел од одговорноста е и да не се согласам со некој човек кој што не мислам дека мисли исправно. И тоа е одговорност. Имате луѓе кои што се многу поводливи, кои што немаат храброст да не се согласат со некој околу него. Морам да се согласам со сите. Не е некоја храброст. Да, убаво е да не контрираме на другите,
ама се обуткаме својот пат и да имаме храброст да имаме собствена мисла и собствена визија. Не значи дека за да имаме одговорност морам на сите да им контрирам и да имам контра, не. Не сум таков човек, сакам да ги пофалам идеите на сите други луѓе, сите имаат право на своја реалност, меѓу другото и ја. Но, ја, за мојата мисла и за мојата идеја, сум волен да работам. И сум волен да вложам труд. И кога си волен да вложиш труд и да работиш, тогаш ја сакаш собствената мисла, ја сакаш со својата цел, ја сакаш собствената визија. Океј, дечки, тоа беше тоа што сакав да го искомуницирам вечерва со вас. Се надевам ви се допадне, се надевам дека бев јасен. Контролата води во одговорност, одговорноста води во собствена мисла. Но мораме да имаме контрола и одговорност врз нашиот живот, за да можеме да имаме свој став. И кога ќе го имаме својот став, веруете ми, на тој човек ставот тежи и има влијание. Тој човек има тежина неговото мислење, има влијание, затоа што е дојдено до него на даден начин, според мене, исправен. Океј, имајте убава вечер. Се гледаме повторно за 2 дена со нова тема. Ви посакувам да имате собствени визии, собствени мисли, собствени цели, затоа што животот е поубав со нив. Чао! Ве обожавам. Поздрав!